Државните мерки за вработување годинава тежат 30 милиони евра, што е за 5 милиони евра повеќе од лани. Со новиот оперативен план, со кој ќе бидат опфатени 14.685 граѓани, посебен акцент се става на младите невработени лица до 29 години, долго невработените лица, како и корисниците на гарантирана минимална помош. Најголем интерес досега невработените покажале за мерката само вработување, па таа како најатрактивна се нуди и годинава. Дури 1/3 од вкупната сума, односно 10,9 милиони евра се предвидени за отворање на сопствени бизниси. Е предвидена финансиска поддршка за отворање на сопствен бизнис за 2000 лица. Финансиската поддршка за едно лице да отвори сопствен бизнис изнесува 307.500 денари или 615.000 денари, доколку се основа правен субјект од два содружника. Мерката практиканство се проширува на 1650 лица. Младинскиот додаток предвидува по 3000 денари за 3500 млади до 23 години. Со креирање на нови работни места се планирани дополнителни 1700 позиции, а во план е и вработување на 350 лица со попреченост. Сепак, иако невработеноста во државата се намалува, според Армен Григоријан, постојан представник на UNDP, слабата активност на пазарот на трудот и капацитетот за креирање одржливи работни места се одлики на македонската економија што стануваат уште повидливи во ковид и пост-ковид времињата. Владиниот, приватниот сектор и сите вклучени страни треба да реагираат во партнерство за да создадат отпорна економија, заедничка агенда за одржлив развој, инклузивен раст, зголемувајќи го социјалниот и економскиот развој и реализирајќи некои од целите за одржлив развој. Лани биле реализирани 94,6% од мерките и програмите на оперативниот план за вработување. Вкупно биле вклучени 19.322 лица. 7.135 лица се вработиле, а 929 се стекнале со вештини кои што ги прават атрактивни на пазарот на трудот. Според податоците и резултатите, успешноста на гаранцијата на млади за 2021 година изнесува 41%.